Здраво сожители. Пред само неколку дена, токму овде во срцето на паркот, двајца актуелни градоначалници се критикуваа меѓу себе колку била лоша и ужасна состава во паркот, колку они се неспособни да го средат љушките, паркот и споменикот. Видите, споменикот кој што го носи името на овој великан Ѓорче Петров, кој што секоја година положуваат цвеќе, видите во каква состојба е споменикот. Фали една плочка, фали дел од мермерот. Дојдете, видите. Фалат уште неколку плочки. Толку ли е тешко да се сменат овие плочки? Толку ли е тешко да заличи споменикот како што заслужуваме ние Ѓорче Петровшни зарем овој великан, вака заслужува да се однесуваме со неговиот споменик. А секоја година овде положуваат цвеќе, иако не се ни идеолошки слични со него, меѓутоа се хранат со неговата добрина и со неговата храброст. Видите го возот пампурче. Ова требаше да биде наша атракција, ова требаше да биде символ на Ѓорче. Видите во што е претворено. Што добивме? Една обична руина. Не само што е уништено, туку и небезбедно. Видите го знакот. Украсниот кабел е под напон. Ова е небезбедно, а овде дечиња се качуваат. Што ако се случи уште една несреќа? Се сеќавам во чуварницата имаше чувар кој водеше грижа за све, за сите содржини на паркот. Сега не е така. Зелениното беше прекрасно и имаше доволно прскалки за да го обезбедува цело зеленило. Имаше и библиотека во која секој можеше да остави книга. Зарем мора да ги повторувам истите грешки кај што едноставно сите тие работи ги нема? Александар, има ли можност паркот да се среди? Да, има шанса, не само паркот и Ѓорче. Народот ќе одлучи за тоа и тоа многу брзо.